Околу 250 роми се на улица, а над 50 деца не се на училиште. Ова е лошата статистика за Штип, која ја евидентирале неколку ромски невладини организации, анализирајќи состојбата на ромското население во 8 општини во државата. Анализата покажала дека проблемите на ромите во најголем дел се идентични за сите општини. Она кое што е заедничко за сите општини е во однос на деталниот урбанистички план и фактот што има се уште голем број на граѓани роми кои што живеат во предели од општината кои што не се опфатени со деталните урбанистички планови, па дури имаме и предели кои што не се опфатени со генералните урбанистички планови. Тоа е заедничка карактеристика за сите општини. Конкретно во Штип, барање за легализација поднеле 1200 ромски семејства, но само 200 од нив успеале да ги комплетираат документите. За останатите да не останат без своите домови, организациите предлагаат. Пред се прво е потребно да се направи она претходна да се урбанизираат самите населби, а со тоа и граѓаните постепено со текот на времето да може да ги комплетираат нивните предмети и да може да ги легализираат нивните домови. Втор голем проблем се децата кои наместо на училиште се на улица. Тука би ги спомнал и ги поврзал децата кои што ни питачат на улица. Сепак тие поголемиот дел од нив, некаде повеќе од 50-тина, се уште деца не се вклучени во образовниот процес и сметаме дека треба да имаме одредени мерки и насоки како би можеле овие проблеми постепено да ги надминуваме, заедно секако со Одделението за образование, со училиштата. Кога во прашање е образованието, Штип и Кочани имаат заеднички проблем. Во општина Штип и во општина Кочани заедничко е тоа што го користат турскиот јазик во секојдневната комуникација во ромската заедница и при тоа влијае на изучувањето на македонскиот јазик и на следењето на наставата во основното образование. Дополнително внимание треба да се посвети на хигиенските услови и уличното осветлување во населбите каде живее ромско население. За овие проблеми, но и за начините како тие да се решат, денес представници од повеќе организации и институции дискутираа во Штип.